Добро утро на сите. Почнуваме да ги вежбаме утринските јога ритуали секое утро во 6:45. Кој е расположен може да ни се приклучи во живо да вежба, кој не е расположен може да вежба снимката. Ќе започнеме денес со тоа што ќе седнеме во удобна седечка позиција. Колку имате проблеми да седите, секој пат може да седнете, особено на столче, на почетокот овие неколку минути, или со испружени нозе напред. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме целото тело. Буквално како што ќе издишите, поминете низ вашето тело како рентген. Видите како се чувствувате внатрешно. Додека издишувате, перцепирате во вашето физичко тело какво е. Додека издишувате, перцепирате внатре во вас какви емоции, какви чувства имате. Вдиши преку нос, издиши. Перцепирај се целосно. Доживеј го во исто време твоето физичко тело, твоите чувства, твоите мисли, додека седиш сега и тука. Обиди се со секој издишување, секоја внатрешна тензија, чувство на немир или можеби умор од ноќта, од настаните, од минатиот ден, од животот. Како полека со издишување ги отпушташ. Буквално се препушташ, отпушташ. И додека ова утро почнуваме да вежбаме заедно, длабоко во себе запраши се и пронајди ја онаа причина заради која што си решен сега почнеш да вежбаш. Што е тоа што длабоко во тебе те недостига? Што те мотивира да го направиш ова? Диши преку нос. Издиши. Отпушти го твоето тело. Потоа полека отпушти ја позицијата. Пушти ги рацете да паднат од твоето тело. И вниманието бавно стави го на твојот врат, додека седиш така, може да ти се очите затворени, може да се отворени, нели ако си почетник особено, убаво да се отворени. Со издишување, само ќе спуштиш главата на градниот кош и ќе почнеш да правиш нежни движења со главата околу нејзиниот центар вратот. Убави и нежни ротации, размрдувајќи ги. Размртувајќи го вратот и додека ги правиш тие кружни движења, фокусирај се на внатрешните слоеви на кожата, на твојата внатрешност и на внатрешното истегнување, изголемување на границите на ограничувањата. Буквално ротацијата дека ја правиш фокус на вратот, на внатрешните слоеви на кожата, оние кои што ги држат мускулите, одиме од другата страна. Пушти ја главата со низината тежина да се врти, со тоа што ако имаш проблеми со вратните пршања, никогаш наназад силно не се зафрла главата. Секој пат ги следиш и сопствените лични уверувања и оние укажувања што вашите доктори ви ги имаат дадено. Океј, главата нека дојде во центарот. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме.
ставаме една насмевка на лицето, бидејќи е наутро и бидејќи е убав ден. Полека стануваме. Значи ќе застанеме на стоечки позиции, малку ќе правиме утрински. Застанете во стоечка позиција, осетете го вашето тело. Стабилно осетете ги стапалата на подот, како се поставени. Секој пат прстите се малку приближени еден кон друг. Пубичната коска ја носиме напред, стомакот е вовлечен, градниот кош отворен и раците пуштени покрај нашето тело. Тоа е тој почетен, како да кажам, утрински став кој што треба да го имаме. Од оваа позиција ќе направиме неколку ротации на рамениците, значи со вдишување рамената одат нагоре, со издишување одат назад и го отвараме срцето како да сме спремни денес да го прегрнеме целиот свет. Раменјата одат надолу и напред, плешките ги затегаме, убаво и силно, одлично. Одиме од другата страна. Одлично, браво. Потоа двете дланки ги ставаме, ги преплетуваме прстите, ги ставаме на тилот, позади тилот на нашата глава. Исправи го телото, целосно сме исправени, имаме убав став. Отвори граден кош, како да сакаме да се расониме целосно, па одиме со издишување, десниот лакт оди кон десно, левиот нагоре и остани така неколку мига, затегнувај се. Врати се во центарот. Вдиши, издиши од спротивната страна. Убаво истегни се странично. Врати се во центарот. И потоа целосно изротирај кон десно. Врати се во центарот. Целосно изротирај кон лево. Врати се во центарот. Одиме уште еднаш. Десно. И па во левиот лакт високо горе. Повторно вниманието е на истегнување на внатрешните слоеви на кожата, кои што исто така треба да блискаат со еластичност, со сјај, со способност да ги држат сите наши внатрешни органи, така како што треба. Одлично. Сега силно рацете високо истегни ги. Убаво истегни се. Уште ги дланките. Сега благо расшири ги малку нозете. Ставот ни е отворен, нели? Со вдишување двете раце силно ги со отворени прсти ги носиме горе над нашата глава во позиција на молитва. Со издишување со исправен грб клекнуваме доле, скроз до земјата, до доле. Вдиши, подигни се горе, силно. Направи, нели, позиција на молитва на главата, издиши, клекни доле. Ама знаете што, кога ќе станувате нагоре, кога ќе ги подигате рацете високо горе, сите мускули во телото активирајте ги. Одиме до доле. Ќе направиме уште 3 пати. Одлично. Рацете ги опуштаме. Позиција на молитва, покрај твоето тело и остани така. Еднаш вдиши длабоко, издиши, опушти го телото. Одлично, стави ги дланките на твојата половина, расшири ги нозете повеќе, одиме ротација колкови, значи вниманието е на колковите. Со тоа што торзото ни останува исправено, не го мрдаме, само колковите се тие кои што ротираат. Убави ротации. Повторно. Опуштете ги внатрешните делови од вашето тело. Низ колковите поминуваат најважните нерви. Најважните, сите се важни, да наречеме поважните. Целата тежина на торзото лежи, почива на колковите. Нозете се исто така вклучени тука и затоа е убаво да го размрдаме овој појас. Двата први енергетски центра се тука. Мулатар и свадештан чакра.
Сега она што треба да направиме, јас неизвесно почнав да го правам, значи го движиме и главата и торсото, додека ги ротираме колената, за разлика од претходно, назад кога одиме убаво се истегнуваме колку што ни дозволува телото, сега целото торзо го вклучуваме во ротацијата на клуковите. Од друга страна, добро, супер. Потоа, најважниот дел, мене ми се многу важни коленцата, сигурно и на вас ви се, малку ќе ги измасираме и потоа малку ќе подклекнете, со дланките ќе се подпрете над колениците, благо се расширени носете и ќе правиме кружни движења со колената, кон надвор неколку пати, кон внатре неколку пати, и 2 пати ќе направиме до доле. Значи со вдишување клекнуваме, ротација на колена, се подигаме, обратна насока. Одлично. Справи се. Протреси раце, нозе, тело. Истреси рацете, истреси нозете, тоа е начин исто на тресење на енергија, на размртување. Сега, со вдишување, рацете високо ќе ги подигнеме горе. Со издишување одиме во позиција на Г буквата, значи дланките и торзот одат во позиција на Г буква, тука стомакот е вовлечен. Колената, ако ви е тешко, може малку да ги потвиткате. Пушти ги дланките и подпри се сега на твоите колена. И сега ќе направиме позиција на мачка од стоечки став, а тоа е со издишување, ќе го накотрешиш грбот, ќе го вовлечиш стомакот и брадата ќе внесеш внатре кон тебе. Со вдишување, главата и задникот одат нагоре. Значи, од исправен став одиме. Само малку ми падна микрофонот, продолжете вие. Силно бутни го грбот, со вдишување, главата и задникот одат нагоре и продолжи во тој ритам, колената се благо свиткани. Продолжи во тој ритам. Да направам тука една интервенција. Така. Добро. Потоа ги спуштаме рацете доле и со торзото, со стомакот легнуваме на бедрата. Рацете ги преплетуваме прстите, значи ги фаќаме лактите. Отпушти ја главата и торзото и нежно, нишкај се надоле. Отпуштајќи го целото тело. Значи, отпушти ги плешките. Чувството дека се отпуштени плешките и главата треба да го добиеш, додека нежно се движиш лево-десно. Супер. Потоа, стави ги нозете назад, тежината е на прстите на нозете, дланките се на подот, целото тело е стегнато во позиција на стап. Стегни го телото, држи. Ако ти е тешко, ги пушташ колената доле. И сега, да правиме неколку пати. Со вдишување. Задникот оди горе, петите се приближуваат на подот, нели позиција на куче со наведната глава, бутни со грбот и со твојата глава кон бедрата. Од позиција на куче со наведната глава одиме полека во мачка, со тоа што не ги пуштаме да ни паднат доле колената, туку лебдат над земјата, па куче со наведната глава, бутни, па одиме мачка, но не допираме доле со колената. Се разбира, ако ви е тешко секој пат, ќе ја направите полесната варијанта за вас, или во овој случај ќе ги пуштите колената и ќе влезете во мачка.
па подигни се горе. Она што е важно, дека грбот и главата буткаат кон бедрата и петите се прилепуваат кон подот, се стегнува задната ложа. Оди уште еднаш. Супер. Позиција на мачка. Од позиција на мачка одиме со вдишување, бутни грбот нагоре, што е можно повеќе, стопалата се на подот, дланките се расширени на подот и во иста линија со рамењата. Колковите се, како што е, колковите во иста линија со коленото. Вдиши нагоре на костреши грбот. Со наредното вдишување, глава и задник одат нагоре. Обратно, сега сети се кога се лутиш, каков си или каква си, и на костреши го грбот до својот максимум, па одиме во обратна насока. Одлично. Потоа подигни ги прстите на самиот под, стави ги, со задникот оди кон петите. Рацете пушти ги што е можно подалеко од тебе, челото нека дојде на подот и убаво истегни се грбот. Рацете убаво се стегнуваат плешките. Вршиме благ притисок на прстите и тука ги масираме тие енергетски точки. Убаво истегни се. Потоа полека подигни се горе во мачка. Отпушти ги прстите на нозете. Супер. Со наредното вдишување, пружи ја десната рака и левата нога во хоризонтална линија, паралелна со подот. И остани така, до својот максимум. Силно тегни. Врати се назад, одиме од спротивната страна, лева рака. Десна нога во дијагонала. Врати се назад. Седнуваме во позиција на дијамант. Оваа позиција рбетниот столб не е речиси најисправен, но не сите може да седнат во таа позиција. И сакам да ви покажам уште една вежба. Ја дојдете во стоечка позиција. Значи сега, доколку сте дома и утроен или имам чиста воздухот надвор, отворете ги секој пат кога вежбаме, отворете ги прозорите, бидејќи тоа може многу убаво да ви помогне и да внесеме нова енергија. Ќе вдишуваме тип на бастрика, каскадно, значи на следниот начин. Вдиши, издиши. И тоа, клекнуваме малку благо на нозете, значи сега да се енергизираме, бидејќи денот почнува, клекнуваме благо на нозете. Значи вдиши со рацете и издиши до доле. Вдиши и издиши до доле. Значи 3 пати каскадно, кратко и кусо вдишување до доле. Продолжи по тој ритам, вдиши, издиши до доле, вдиши до горе, издиши. Уште 2 пати. И потоа дојди во седичка позиција, онаа која што ти е тебе згодна. Може да биде позиција на дијамант, може да биде било која друга позиција. Стави ги дланките секој пат отворени на твоите колена. Затвори ги очите и смири го твоето дишење. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме.
Стани свесен, свесна за своето физичко тело. За миг стани свесен и свесна и присутен или присутна во себе. За да може да бидеме присутни во себе, потребно да направиме пауза во мигот. Тоа е како кога гледаш филм и одеднашка сцената, филмот ќе се заглави, или ќе се замрзне сцената, и одеднашка стануваш свесен, дека ти си тој што го гледа филмот, а не си во филмот. Исто така и вие. Станете присутни во вашето тело. Доживејте ги внатрешните сензации. Доживејте го, перцепирате го вашето дишење. Забележи дали има тензија, напнатост во тебе. Можеби се брзаш и се подготвуваш за работа, и тоа ти прави тензија. Издиши, отпушти ја. Сега и овде сме присутни. Обиди се да го перцепираш твоето физичко тело сега и тука. Целосно таква како што си, тако како што си. Целосно перцепирај се присутен сега и тука. Тоа истовремено, перцепирајќи го своето тело, сега и тука присутно, стани свесен и перцепирај ги надворешните звуци, но во исто време свесно за себе, за своето физичко тело и твоето присуство и свесно за звуците околу тебе. Во исто време, биди свесен, свесна за своето физичко тело, твоето присуство, звуците околу тебе и во исто време присутност во просторот каде што се наоѓаш. Тие три аспекти врзи го во една присутност. Всушност, mindfulness или свесна присутност значи дека сме свесни на внатрешниот свет и надворешниот свет истовремено. Па така вниманието сега стави го на себе, буквално на своето постоење, звуците околу тебе, просторот каде што се наоѓаш истовремено. Старите мудри јогини велат дека ние сме жители на два света. Едниот свет кој што живееме е внатрешен, е составен од нашите мисли и чувства, и оној што е надворешен околу нас, значи нашите интеракции, нашата комуникација и настаните и луѓето околу нас. Тие два света, доколку се во хармонија, многу полесно и поедноставно ќе поминуваме животот. Всушност, целокупната работа на себе, надминување на стрес, на напнатост, што и да правиме е усогласување на тие два света да бидат едно. Односно, нашите мисли, нашите постапки и нашите зборови да бидат едно исто. Внатре во тебе
Размисли за твојата внатрешна одлука или санкалпа, кој што овој месец ќе повторуваш, ќе си ја внатре во себе, ќе си насочен. Може да биде било каква одлука или санкалпа, внатрешна одлука која што е поврзана само со тебе. Треба да ја кажеш во прво лице еднина, сегашно време, да се однесува само за тебе. Например, ако сакаш да оздравиш, треба да кажеш јас сум здрав или здрава и тоа внатрешно, како санкалпа да го повторуваш на почетокот и на крајот на секој час. Денеска можеш да размислиш, може би веќе имаш таа одлука во себе. Моите зборови, мисли и дела се едно, ова се предлози ви кажувам, а вие секој сам ќе си ја најде својата внатрешна одлука. Само биди свесен за таа одлука. И денешната задача која што сакам да ви ја дадам е во морето на активности што ни се случуваат, а тоа се проблемите на работа или дома, деца, комшија, некоја ситуација, што и да е. Она што треба да направите е да направите пауза, за да бидеме присутни во себе, тоа што ни се случува и што ни се случува на надворешниот свет. Она што треба да направиме пауза. Во паузата земаме здив, вдишуваме, издишуваме, се внесуваме во себе, стануваме присутни и потоа може да правиме интеракција каква и да е. Тоа може многу да ви помогне ако се налутите, ако ви се случи нешто да ви исфрли од колосек. Денеска ставаме пауза на такви настани, вдишуваме, издишуваме и продолжуваме. Имајте убав ден сите, се гледаме утре во исто време. Поздрав!